Здрав живот клучно за здравјето, исхраната и физичката активност не по тој редослед, но може да се подреди и по тој ред. Дали тоа што го јадеме го храни на вистина нашиот организам? Елена Бубало ова утро е гостинка во нашето студио, Елена Михајловски Бубало, да не се налути по силната половина. Добро утро. Добро утро. Ова тема, овој наслов е инспириран од вашето заедничко последно гостување заедно со Атанас во студиото, кога ни одговори на прашањето многу е важно дали тоа што го јадеме го храни организмот. Колку е важно она што го внесуваме во себе да биде конкретно? Така е. Пред се фала на поканата и секогаш ми е пријатно да сум дел од овие утрински, да ми извлечете од оној домашен монотон дел во моментов што го имам. Точно. Тоа што ќе го јадеме може се да изедеме во денот. Ние што го викаме и убаво, не убаво. Можам денеска да изедам и боранија, и пица, и да испијам сокови, да испијам и вода, да внесам и паста, ориз, се што ќе внесеме во организмот, не значи дека ако гледаме, мора да гледаме ние и на клеточно ниво, малце посвесно, а можеме сега со пристапот на информации кои што ги имаме, не сето тоа што ќе го внесеме во нашиот организам, клетката би го искористила и е потребно за таа правилно да функционира. И затоа тоа и така е. Ние можеме се да изедеме, но што од тоа ќе го нахрани нашето тело? Ние сигурно сме уплашени со калориите, што ќе внесеме, дали тоа ќе не здебели, нема да не здебели. Меѓутоа ние можеме и здраво и нездраво да внесеме доволен број калории, да ослабеме или да се здебелиме, неважно. Но не значи дека ако сме изеле помалку, затоа што нели сакам да изедам само 1500 калории заради тоа што така некој ми кажал, затоа што сакам да ослабам, а до некоја страна точно ако збориме во енергија, во количина и во пресметки, меѓутоа од друга страна дали тоа значи дека ќе ги задоволи моите потреби, дали ќе нахрани клетката на клеточно ниво за таа да се ја врши својата функција на крај на целото тело во организмот. Како правилно да се насочиме и што всушност го храни нашето тело? Како да ги одредуваме оброците и состојките? Ајде, оброците ќе ги одредиме, меѓутоа многу е потешко да се одредат состојките, на кој организам што му е потребно. Така е. На кога гледаме, ако продолжиме сега од моментот што ќе не нахрани, од храната која што ја јадеме, нас не се потребни пред се на макронутритивно и микронутритивно, која делиме така храната. Макронутритивно тоа се знае. Оние блокови што ја градат клетката, протеините, јагле, хидратите. Број 1 протеините, да не забораваме, број 1. Да, меѓутоа малце нели од тоа број 1 што го направивме затоа што многу недостасуваат во нашето тело, се искористува премногу, па се смета дека тоа е само за луѓето што вежбаат, дека тоа е само заради мускулите, а нема врска. Колку што имаат улога јагле, хидратите, мастите, толку имаат улога и протеините во нашето тело. Но и зашто цело време ги потенцираме? Затоа што нашето поднебе, храната, а и генерално не само кај нас, многу често отсуствуваат во храната, затоа што нас полесно ние да изедеме, например, само лепче, не е штетен лебот. Проблемот е само што нема доволно протеини, нема доволно масни, му недостасуваат и другите елементи за да направиме еден балансиран оброк. Значи, ако гледаме макронутритивно, протеините, јагле, хидратите и мастите ни се важни, да ги искористиме од таа храна што ќе ја внесеме, ама и да се присутни во текот на денот, и после микронутритивно, тоа се витамините, минералите, аминокиселините, кои што всушност ги нив како ги делиме, ваму е количината на храна макронутритивно, колку сме изели, дали ги има микронутритивно, дали го јадеме сезонско, тоа што е сега тука е свежата храна, дали да јадеме само процесирана храна, каде што они впрочем и отсуствуваат. И сите тие клетката ги зима дигестивниот систем, ги разработува, се апсорбираат, одат во крвотокот и на крајот преку многу сложен биохемиски систем, не вака одат, влегуваат во нашата клетка и клетката ги искористува за тоа што е потребно. Са со вишокот. Се знае што се случува, нели? Треба да се одработи. Дали е точно едно меѓу прашање, дали е точно дека клетката реагира на она што расте на незиното поднебје? Види, тоа се и навиките и на тоа како сме ние растени. Тоа се исто така биохемиски процеси кои што се случуваат во телото и точно е дека можда, не знам колку е сега тоа и докажано научно, меѓутоа секогаш експерименталниот дел на крајот е еден вид на доказ, кога ќе ставиме испитаници ние, дека точно храната која што растеме, како и средината во која што растеме, многу влијае на тоа што очекува клетката од нашето тело. Еден пример, белиот леб е
искористена, од друга страна Каран. Да. најозлогласена Да хранлива ја состека. расчистиме. Добро, да расчистиме дека белиот леб Да, со мунчето некогаш и денес не е исто. Не е исто, знаете како? Кога станува збор за лебот, како еден од основните работи што ги јадеме, многу често само го караме лебот и се ајде да направиме разликата што станува збор за лебот. Лебот главно во својот основ е јаглехидрат. Не е битно дали ќе јадеме ние бел леб, дали ќе јадеме друг леб. Е јаглехидрат количински, ние можда еве сега 200 калории ќе внесаме со кришка леб, само чисто пластично кажувам, зашто се буниме. Што е работата? Нутритивно колку е богат. Јас ќе го изедам, ите тоа што го почнавме разговорот, но што ќе извлечам од него? Од него нема нешто што освен јаглехидратот, нели, шеќерот кој што ќе го внесеме и кој што го крене гликемиски, кој што има висок гликемиски индекс, ќе крене шеќерот во крвта. Е сега доколку внесам леб, кој што има семки, кој што има друг вид на житарка внатре, тој е веќе богат нутритивно, па има повеќе влакна во својот состав. Сега ставиме некој посложени состојки во нашето тело кои што подолго стојат во организмот, повеќе време треба на дигестивниот систем да ги разгради, се искористуваат и ние имаме поголема придобивка. Меѓутоа не значи дека и калориски сме земале нешто помалку, може да е нешто минимално, но нутритивно сме побогати и денеска сме направиле поголема клеточна поддршка на нашиот организам кој што полесно ќе функционира од секој еден таков оброк што го ставаме во телото. Магична пилула мултивитамин, ако ти недостасува витамин, оди едно апченце во чаша вода и како да знаеме што ни треба, постојат ли мерни единици, постојат ли начини да се измери што му е потребно на организмот, што треба да внесуваме во поголеми количини, а што треба во помали и што не треба да внесуваме на крајот на денот. Мултивитамини, витамини, минерали, нели мора да знаеме дека секогаш сакаме да ги внесеме преку храната. И пак ќе се вратам на почетокот. Тие ги внесувам се ако можам да јадам што посвежа, сезонска, нели, овошје, зеленчук, дел од житарките, месото, рибата, јајцата кои што треба да ни се застапени во секојдневието. Ние сите имаме различни потреби, различно се храниме и не сме сигурни точно дека што точно сме внеле во организмот. Има генерални работи, микронутриенти кои што ни недостасуваат во телото и се препорачуваат да се внесат, тоа како што е например витамин D, омега, генерално знае и магнезиумот, тоа е нешто што нашето тело постојано знае да е во дефицит и ние можам да кажам дека некогаш и самостојно нема да сме грешка, тоа исто како едно бебе кога го изнесуваат од болница прво што ни даваат дома, уште од првиот ден од раѓањето е витамин D и омега. Тоа е дефинитивно факт кој што е така, стои дека тоа ни мајчиното млеко не може да го пренесе на детето доволно за да го внесе во организмот. Се останато, ние треба да знаеме дека имаме хиповитаминизација од нешто, например, па за да знаеме дека треба да земеме, треба да имаме некаков знак дека нешто се случило во нашето тело, дека нешто експресирало, па да знаеме сето тоа што недостасува. Немаме ништо против нив доколку има потреба, меѓутоа ние не може на тоа да се наслониме, него мораме да видиме како преку храната да го извлечеме најдоброто. Се сложувам дека не е истиот квалитет, ништо не е исто на крајот од денот и сега не може тоа да ни биде утеха. Пак ќе се бориме, тоа е нашата работа, сепак е телото нешто што ќе не служи за сето тоа во денот што имаме ние да го направиме, пак ќе се бориме тоа што можеме од храната да го внесеме и да го извадиме максимумот. Уште една озлогласена хранлива состојка или материја, белиот прав, шеќерот, но дали само шеќерот, оној шеќер или и шеќерот од овошјето и шеќерот од сите други извори. Во последно време се појавува една дилема во однос на чашаца еден портокал и колку таа е шеќерна бомба во организмот, колку малку практично и различно се внесува портокалот кој што во себе содржи и влакна и така натаму. Па гледате како дојде муабетот, дали леб, дали само портокал, дали шеќер, така да е проблемот. Нас тие ни се повкусните работи, тоа ни е пуавото и автоматски само јаглехидрат.
мислиме за да внесеме во организмот. Ете како фали Тоа е протеинот. она за кое што најмногу се зборува, да, нели не циркулира. рековме, а дали е штетно да изедеме са 3 јајца, на пример, така затоа што е Или состав од 1,5 протеин. килограм месо. А шеќерот нас не треба, шеќерот е извор на енергија. Не е битно сега да збориме дали е процесираниот шеќер или еве непроцесираниот шеќер кој што ќе излезе од овошјата, од природните состојки. Меѓутоа ние сите различна потреба од енергија имаме во текот на денот. Има шеќер кој што никаква клеточна поддршка нема да даде, како што е обичниот процесираниот шеќер во телото и не е дека е најштетен на целиот свет, меѓутоа треба многу умерено истиот да се конзумира. А меѓутоа, да, еве ако се навратиме па на шеќерот од овошјето, ние сакаме да го изедеме, тоа е факт, целото овошје, затоа што целото овошје ги содржи тие влакна кои што ќе останат во соковникот, например, а вака за да добиеме, просто е. Мислам, секад пробуваме, нели, кога разговараме тука да ги полесно и пластично да ги кажеме работите, иако можеме на поинаку да го објасниме тоа, меѓутоа ако земеме да исцедиме 3 портокали, тоа се сепак многу голема количина на јаглехидрат која што ќе испиеме преку. Но сите мислиме само дека е здраво. Не значи дека нештото што е здраво, што ќе го внесеме како намирница, дека е и правилно количината и на здравото треба да е ограничена и да знаеме колку истата треба да ја внесеме. Сакаме да џвакаме и се, нели, се е подобро ако можеме да внесеме цело овошје кое што ќе ни даде дополнителни витамини, минерали и на крајот полесно е да ќе изедеме само еден портокал, автоматски полесно му правиме на нашиот организам. Да го а вака несвесно ние можеме да испиеме 4 портокали. И во ред не е нездрав тој шеќер, не е нездрав портокалот, ама количината и тој шеќер што ќе се внесе во таа 1 минута е премногу за организмот. Повторно, висок гликемиски индекс, одма се крева шеќерот во крвта, не се искористува во моментот и после се складира онаму каде што нас не ни треба и после некое време ни смета. Како во овие последни 3 минути да дефинираме како да не му направиме стрес на организмот, бидејќи секоја напишана диета, сите правила, сите откажувања, сите лимитирања влијаат, сепак сме ние суштества кои што имаме свест, нели? Влијаат на нашата свест и понекогаш може да предизвикаат и контраефект. Како сето тоа да се направи да не биде стресно и да не биде строго? Така лишување од она што го сакаме. Има и секогаш ќе има кога стане одбор за здравствени одредени состојби каде што некогаш и Каде можда така мора да направиме, меѓутоа како викаме, сакаме јадењето и исхраната да ни биде стил на живот. Ако не е нештото стил на живот, не треба да ни биде оптеретување, точно како што кажа. Пробуваме да јадеме балансирани оброци, сериозно се клучат на денешницата која што можеме да направиме. Тоа значи дека во една јасчиња која ќе имам, сакам да имам извор на протеин. И нека биде тоа некоја вака една дланка извор на протеин. Тоа може да биде месо, јајца, дел од млечни производи, риба, на пример, вегански протеин кој што користи тофу, неважно, не е битен кој ќе биде. И секој ден да биде да видиме поразличен, така за да може се да искористиме микронутритивно од него, затоа што само кога месо дел ми недостасува од другиот извор на протеин, така сакам да биде разновидно. Секогаш сакам да имам една помала рака на јаглехидрат, а тоа е оно што го викаат, многу ориз изедов, многу компир, многу леп. Јадете, сакаш леп, сакаш ориз. Сложен јаглехидрат кој што и е потребен и ни треба како енергија, ама тоа нека биде волко, да не биде целиот танјир јаглехидрат. И на крајот сакаме вака 1-2 раце, нешто што ќе биде свежо, дали ќе биде тоа најчесто во ваков оброк, на пример, станува збор за зеленчук и секогаш желиме еден палец, нека бидат мастите. Мастите се јатките, семките, маслиновото, нели, чистите масла, маслинки, на пример, во извор на јаглехидрати. Кажав што е, да, протеини кажав и се на тој начин, ако јас ја го гледам и го отворам фрижидерот, веќе мене не би е битно и не се стресам, морам јас да изедам едно јаболко. Не, чекај, јаболкото спаѓа во јаглехидрат, јас сега имам праска или јас имам кришка леп, неважно, самиот ќе направам балансиран оброк. Ќе гледам да ми се одалечени оброците 3-4 сати, затоа што еден таков балансиран оброк нас не дава доволно ситост, енергија, подолго се задржува во стомакот, во дигестивниот систем и не ни се јаде во наредните 3 до 4 сата, што ствари клучат и тоа е она бингото што можам јас да го направам, да не мислам на храната во следните 3 до 4 сата, да не ми е тоа оптеретувањето и со тоа си помагам. И да бидеме активни, да се движиме. Да, Елена физички Бубало, активни активни бевме во текот на разговорот. 8 часот прелетаа 15 на минути. Ќе најавиме дека сезонски ние ќе се гледаме почесто, што на терен, што во студио, ќе отвориме многу теми.
Ти благодариме, Елена, што ова утро дојде во нашето студио. Благодарам на Секогаш се задоволство да поканата. си тука, да, ќе го поздравиме Атанас и дечињата, нели, кои што се надеваме дека ќе ја наследат. Па сега се трудиме да ги пренесеме работите, Одите, ама нема одите, ништо со сила. Така е.